Добар ден. Поздрав од новото издание на Фактор здравје, емисија која што и денеска ќе биде на гости кај вас за да ви понуди нова тема, нов гостин и нови совети. Репродуктивна хирургија во ера на инвитро оплодување е денешната тема со која што ќе ве анимираме и тема која што повторно ќе обработиме со нашите докажани пријатели кои што се нарекуваат плодност од битола. Останатите детали следуваат по првиот џингл. А зборувајќи за денешната тема, таа е поврзана нормално со факторот маж и жена, односно жена и маж, кои што се двајцата партнери и кои што сакаат да имаат и основаат свое потомство. Токму неплодноста кај мажите или советите како таа да се надмине се првите кои што денеска ви ги нудиме од Фактор здравје. Неплодноста е широко распространет проблем. Кај една од 5 двојки проблемот е единствено кај машкиот партнер, тоа станува збор за машка неплодност. Во повеќето случаи не постојат очигледни знаци и типична клиничка слика за оваа состојба. Тоа значи дека сексуалниот однос, ерекцијата и ејакулацијата се случуваат без тешкотии. Меѓутоа, машката неплодност може да е предизвикана од проблеми кои го засегаат процесот на производство и транспорт на семената течност, абнормалности и блокада на протокот на семена течност, хормонални или сексуални проблеми. Без оглед на причината, секој маж треба сериозно да ги земе во предвид следните препораки со цел побрзо и полесно да ја надмине оваа состојба. Тоа значи да избегнува алкохол, цигари, посета на сауна, да ја држи телесната тежина под контрола или да избегнува носење на тесна долна облека. Треба да се потенцира фактот дека физичката активност треба да се практикува секојдневно, а најдобро според препораките е сексуалниот однос да се извршува околу 17 часот, зашто тогаш машкиот репродуктивен систем е најпродуктивен. Репродуктивна хирургија во ера на инвитро оплодување е денешна тема во Фактор здравје, а оваа тема повторно ќе обработиме со специјалната болница за гинекологија и акушерство плодност од битола, која што е воедно ИВФ Центар за асистирана хумана репродукција. И кога зборуваме за оваа болница, контактот на кој што можете секојдневно да ги добиете, можете да го остварите на 047 208 880, да пишете на нивната адреса и да ја посетите страницата на глобалната мрежа plodnost.com.mk или лично на улицата Асном број 9 во Битола да ја посетите болницата Плодност од Битола. Денешната спомената веќе тема ќе обработиме со директорот и воедно собственик на болницата Плодност од Битола, доктор Таше Трпчевски, кој што е субспецијалист за стерилитет и инфертилитет. Добар ден, доктор, и благодарам што од Битола повторно сте овде кај нас. Добар ден, добро ве најдов и ви благодарам за поканата. Одамна не сме се виделе и користам прилика да ве прашам што е ново, што е актуелно во плодноста. И вие не случајно доаѓате, секогаш носите нови вести. Ова недела мислам дека ќе прославиме 2 јубилеи. Едниот е, го очекуваме, значи досега породени се 899 бебиња зачнати со методата на инвитро оплодување, значи го очекуваме 900-тото бебе, а од отварањето на болницата досега овие 3 години за 2 бебиња ни фалат, значи досега породени се 988, очекуваме да ни се породи 1000-тото бебе. Денес авајли имавме 2 породувања, значи 998-то. Се надевам дека во наредната недела или утре можеби ќе заокружиме бројката 1000 породени во болница Плодност, од кога што постои овие 3 години, и 900-то бебе зачнато од инвитро оплодување како резултат на макотрпна работа во последниве 10 години и примена на оваа метода како метода која е денес многу актуелна за решавање на проблемите на неплодноста. Значи, полека оваа болница, Плодност во Битола, не само што стана моја гордост, стана гордост на вработените, стана гордост на Битола и во иднина ќе стане гордост на Македонија, бидејќи се повеќе доаѓаат пациенти од другите држави. Ме радува што и ние даваме придонес кон вашата гордост, бидејќи сите овие резултати и информации допираат, буквално допираат до целата наша јавност и преку оние споделувања и до целокупната светска јавност. И во таа насока вие сте синоним, рековте, за решавање на неплодноста, проблем кој што се повеќе брачни, а и партнерски двојки го имаат. Зборувавме за машката неплодност на почетокот, но сега ќе се задржиме пред на жените и примената на репродуктивната хирургија во ера на инвитро оплодување. Каква е синтезата или врската помеѓу едното и другото?
Па не случајно јас ја избрав оваа тема, бидејќи сакав некако да ги поврзам, бидејќи сум пионир на воведување на лапароскопската хирургија, односно репродуктивната хирургија во Македонија пред 20 и кусур години, во раните 90-ти години, и гледам како оди текот и развојот на ова репродуктивна хирургија во однос на денешно време, кога во ерата на инвитро оплодувањето. Значи, ќе кажам кои се предностите, односно маните на оваа хирургија, односно колку таа има значење денеска. Инаку, должен сум на нашите гледачи да му објаснам што значи репродуктивна хирургија. Репродуктивна хирургија е дел од гинеколошката хирургија. Тоа е хирургија која што се применува во репродуктивната медицина. Тоа значи, како што постои хирургија во стомакот, или така наречена абдоминална хирургија, или хирургија на срцето, кардиохирургија, или во ортопедијата, ортопедска хирургија, така постои и хирургија која што има за цел да ја коригира, односно подобри функцијата на репродуктивните органи. Значи, офаќа широк спектар на операции, почнувајќи од вагината, матката, јајоводите и јајниците. Инаку, со репродуктивна хирургија се занимаваат во женската неплодност се занимава гинекологот, а додека во репродуктивната хирургија кај машката неплодност со ова проблематика се занимава урологот. Како и да е, тоа се експерти кои што применуваат покрај конзервативна терапија, значи медикаментозна терапија, применуваат и одреден тип на хирургија која што ќе помогни, односно ќе го олесни оплодувањето кај неплодните брачни парови. И ако зборувам за женската неплодност, тој репродуктивен хирург се занимава и со методите на вонтелесно оплодување, значи примена на асистираната хумана репродукција, тогаш може да се каже дека тие експерти за оваа област се вистински експерти кои што знаат да ги третираат на 3 начини неплодноста. Со конзервативен третман, со примена на репродуктивна хирургија и со вонтелесно оплодување. За жал, во Македонија на прсти можат да не избројат такви, и оттаму пациентите, кога треба да избираат каде да се лечат, треба да избираат такви експерти кои што ги разбираат, ќе разбираат оваа проблематика и можат да ги применат сите овие 3 методи: конзервативно, хируршко и методите на асистирана репродукција. Секако дека денеска со воведувањето на инвитро оплодувањето лимитирана е улогата на репродуктивната хирургија, заради подобрување на резултатите и добрите резултати на инвитро оплодувањето, меѓутоа се уште и понатаму репродуктивната хирургија ќе има свое значење. Ова го велам затоа што имате случаеви кои што можат и треба да се решаваат хируршки. Оттаму можам да кажам дека репродуктивната хирургија може да се примени значи може да се примени, нашла своја примена, односно се дели на репродуктивна хирургија како примарен третман на неплодноста, а тоа значи дека исклучиво само со хирургија ќе го решиме проблемот на неплодност. Без примена на конзервативна терапија, без примена на методите на асистирана хумана репродукција, односно инвитро оплодување. Значи спонтано забременува. Втор дел е кога репродуктивната хирургија ќе примениме за подобрување на резултатите, односно на инвитро оплодувањето. Поуспешно да имаме поуспешно инвитро оплодување. И трет дел од репродуктивната хирургија е она хирургија која што ќе се примени за презервација на неплодноста. Во понатамошниот говор ќе ги објаснам сите овие 3 методи. Значи, да почнеме. Примена на хирургија репродуктивна за решавање како примарен третман на неплодноста. Порано, пред 90-тите години, пред воведувањето на лапароскопијата, главна метода за решавање на неплодноста, која што беше предизвикано
од било какви, од најразлични причини, беше лапаротомијата, односно класичните операции. Порано, под репродуктивна хирургија се подразбираше сечење на стомакот, класична операција и извршување на операцијата со онака како што се извршува преку големи резови, значи класична операција или лапаротомија. Меѓутоа денеска, со примената на лапароскопијата и хистероскопијата, кои што порано ги објаснавме како микроинвазивни хируршки методи, се лимитира значењето на лапаротомијата. Или, ако сакате денеска, со примената на инвитро оплодувањето, доведена е во прашање и примената на ова репаративна хирургија. Дури и се редуцира потребата на примената на ова репаративна хирургија како примарен третман. Што се случува во нашата болница? Во болница Плодност, значи кога станува збор за примена на овој тип репродуктивна или репаративна хирургија, веќе не станува збор за лапаротомија, сечење, класични операции. Или големи резови. Веќе тоа или големи резови. Оваа хирургија ја заменавме со примена на лапароскопска хирургија и хистероскопска хирургија. Порано објаснавме дека лапароскопијата е микроинвазивна метода, значи на гледачите му објаснам, кога во стомакот, на стомакот се прават 2 до 3 мали резови по пола или 1 сантим, се стават помошни инструменти во стомакот, сите се влегува со оптика или еден инструмент кој што ќе ја пренеси информацијата од стомачната шуплина на видеокамера и преку тие мали отворчиња или дупчиња ние вршиме со најразлични инструменти операции. Значи, предноста во однос на класичната операција, заради тоа што пациентот многу побрзо се опоравува, многу побрзо си оди дома, методата е многу пријателска, значи поприфатлива за пациентот, бидејќи брзо се опоравува, помал е бројот на компликации и на крајот на играта работите во едно поле кое што ви е зголемено 2 до 3 пати, можете да извршувате микрохируршки операции. Бидејќи денес разговараме за примена на репродуктивната хирургија во лечењето на неплодноста, кое е значењето на лапароскопијата во оваа област? Значи, прво ние ја применуваме лапароскопијата како дијагностичка метода, меѓутоа се повеќе како дијагностичка метода го губи значењето лапароскопијата и можам да кажам дека во нашиот, на латински да се изразам, fertility workup е исфрлена, бидејќи се повеќе применуваме овај методи на инвитро оплодување. Меѓутоа, незаменлива е лапароскопската хирургија кога имаме присуство на цисти, тумори или гнојави процеси. Огромно е значењето на лапароскопската хирургија при тубарната хирургија, кога причините за неплодност се јајоводите. Што сакам да кажам? Значи, кога треба да се прави корекција на јајоводи, тука доаѓа до израз суптилноста и искуството на искусниот лапароскопист. Јајоводот како структура кој што го поврзува матката со јајникот, има за цел во него се врши природно оплодувањето. Значи, сперматозоидот со јајната клетка се спојуваат, се наоѓаат заедно, така просто да кажам, се спојуваат или се оплодуваат, на оплодувањето се врши во јајоводот. На пола пат, што би се рекло. На пола пат. Да. Така оплодени тие гамети ствараат ембрион кој што се враќа и потоа се развива во шуплината на матката. Значи, многу е битен јајоводот за оплодувањето на жената. Што ќе се случи ако јајоводот е заболен? Значи, ако јајоводот е заболен, односно за најразлични причини, најчесто инфекции, тој може во дисталниот или крајниот дел да биде затворен. Јајоводот завршува со така наречени пипци или фимбри или прсти, јас ги викам. Ако тие пипци се сраснати една со друга,
тој јајовод е нефункционален, не може да ја прими јајната клетка, не може јајната клетка да се сретне со сперматозоидот. И тогаш имаме 100% неплодност. Што е целта на корективната лапароскопија? Значи на таа репродуктивна хирургија, да го отвори јајоводот. Искусен лапароскопист ќе знае да процени дали јајоводот може да се отвори, ако се отвори, колку е функционален. Има одредени критериуми и кондиции и услови кои што треба да ги поседува јајоводот. Доколку јајоводот ги има задржано тие пипци и коректно се коригира, тогаш може да остани ова репродуктивна хирургија како дефинитивен третман за решавање на проблемот на неплодноста. Да се тече спонтано забременување. Затоа, секогаш, кога се работи за тубарен фактор, пациентите треба да избираат репродуктивни хирурзи кои што ја разбираат ова проблематика. И нашите искуства покажале дека после репарација, реконструкција, коректно направена корекција на јајоводот, процентот на жени кои што ќе забременат изнесува 30 и до 35% во рок од 12 до 24 месеци. Меѓутоа, што се случува? Ако овој податок му го кажете на жените, тој период некако му изгледа многу долг, 12-24 месеци чекање, тие се одлучуваат за инвитро оплодување. Од друга страна, процентот на забременување со инвитро оплодувањето после ваква интервенција повисок, не мора и пред интервенција, и е повисок отколку со ова репаративна хирургија. И оттаму денеска, тоа ми беше и поентата на нашата емисија, сакам да кажам дека значењето на репродуктивната хирургија некако се минимизира. И пациентот нормално ќе одбере постапка со која што побрзо ќе си ја заврши работата. Значи, правиме најразлични пластики на јајоводите, ги отвараме јајоводите и ги одлепуваме сраснатите делови од јајоводите и така натаму и така натаму. Или тие прсти како што ги викате. Да, фимбриопластики се викаат, фимбриолизи и така натаму, да не применува медицински изрази. Да. Исто така, доколку има и сраслини, јајоводот околу него и го држат и му ја попречуваат функцијата, ги пресекуваме истите, вршиме така наречена салпинголиза или адхезиолиза, со кое што ќе подобриме функцијата на јајоводите. Втора работа. Која е примената на ова репаративна, односно нова хирургија при случаевите кога жената има Репродуктивна хирургија во ера на инвитро оплодување е денешната тема во Фактор здравје и тука ве поканувам на 6091924 и 6091925 и вие да се јавите и да поставите прашање до доктор Таше Трпчевски, кој што е субспецијалист по фертилитет и за стерилитет и инфертилитет и воедно тој е директор и собственик на специјалната болница за гинекологија, акушерство, плодност од Битола, воедно и ВФ Центар за асистирана хумана репродукција. И докторе, веќе ги споменавме кои се поврзаностите и зошто зборуваме за репродуктивната хирургија во ера на инвитро оплодување, ги споменавме јајоводите, остана уште други аспекти или индикации кога има примена. За кои што треба да зборуваме, ќе зборувам малку побрзо во интерес на времето, гледам немаме време. Ај некој сигурно ќе се јави. Да има многу работи да кажам. Значи, кога имаме ендометриоза, голем дел од пациентките што имаат проблем со проблематиката неплодност, имаат ендометриоза. Тоа е состојба или болест кога слузницата на матката, која што се наоѓа во шуплината на матката, наместо да излези кога жената добива менструација надвор од вагината и да се излушти, таа ретроградно преку јајоводите или преку лимфен или крвен пат се имплантира во стомачната шуплина, најчесто на јајниците. Таа слузница на хормоните реагира исто како што би реагирала нормалната слузница во шуплината на матката. Значи тоа е, така наречена ектопична слузница или ендометриоза. Ендометриозата прави големи проблеми во неплодноста. Прашање,
дали ќе помогни оваа хирургија што ја применуваме, реконструктивна хирургија при случаевите на ендометриоза. Која ендометриоза ќе се оперира? Дали тие ендометроидни цисти или чоколадни цисти, добро познати на нашите пациентки, треба да се оперираат. Став е дека цисти под 4 см, кои што се присутни, чоколадни цисти, во јајоводите не треба да се оперираат, поголемите треба да се оперираат. И резултатите кои што се применети на инвитро оплодување на жени кои што се оперирале и не се оперирале, покажале дека резултатите на успешноста на инвитро се исти, така да, ако мене ме прашате, јас би преферирал инвитро оплодување побрзо отколку реконструктивна репаративна хирургија, бидејќи со самото вадење на цистите се прави поширока ексцизија, тога се оштетува ткивото на јајниците и се намалува резервата на јајниците, така да покасно стануваат проблеми кога се работи инвитро оплодувањето. Имаме други случаеви, значи кога треба се примени репродуктивната хирургија, но некој не чека при на линија. Случаеви на кога имаме миоми на матката. Може ли да го слушнеме јавувањето и за миомите ќе се вратиме подоцна? Добар ден, повелете. Добар ден. Добро дојдовте, господјо, повелете. Поставете прашање. Поздрав за докторот и до вас. Благодарам. Имам едно прашање. Сакам да ми објасне докторот, ако едниот јајник е оштетен, мислам јајноводникот, а дали со еден има можност да се остане бремена? Мислите на јајоводот? Јајоводот, да. Да. Значи, секако дека може, ако другиот е добар, јајчниците кај жената функционираат така да еден месец овулацијата се случува, односно растот на јајните клетки на едната страна, другиот месец на другата страна. Значи, секој втор месец жената би имала, ако едниот јајовод оштетен, наредниот месец би имала шанси да да биде трудна. Значи, не е лимитирано забременувањето кај жена со еден јајовод, под услов другиот јајовод да ги има сите кондиции неопходни за да жената биде трудна. Да го слушнеме и следното јавување. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Добро дојдовте во Фактор здравје. Поставете го прашањето. Од Охрид се јавувам. Добро, ве слушаме. Значи, во август и во октомври имав 2 спонтанни абортуси. Односно, тоа само јас видов бременост на тест и преку крв, а на преглед не се виде бременост и прокрварува, значи 2 пати. И од октомври до сега, значи, нема бременост. Сакав да прашам, имам направено хормонална, хормон имам испитано, 0,7 е ТСХ. Дали е во границите на нормала и дали треба да се коригира нешто во врска со тој хормон или што да превземам? Дали благодарам за јавувањето. Значи, пациентката кажа дека од хормонот ќе почнам ТСХ, не знам само зошто само тој хормон го спомнува. Тој е во рамките на нормални вредности. И не треба да се коригира. 0,7 ми се чини дека кажа. Да, така ја кажа вредноста. Потоа кажа дека имала 2 спонтани наводно, дека само во крвта се покажало, значи позитивен тој бета ХЦГ тест, а клинички не се манифестирала бременоста, тоа се така наречени биохемиски бременности. За тоа зошто не останувала, сега ќе треба да се направат дополнителни испитувања или посистематска испитување на да се откријат факторите за неплодност. Да го слушнеме и следното јавување. Добар ден. Ало, добар ден. Ало, добар ден. Одлично ве слушаме, само зборувате во слушалка, господјо. Ќе ве замолам за да нема ехо. Вака, се работи за детенце од 11 години. Добро. Има циста на десниот јајник. Ќе го замолам докторот доколку може некое објаснување да ми даде. Дали ва доволно или ви треба? Да, сосем доволно. Благодарам. Значи, треба да го донесите вашето дете, да го видам во нашата болница, да проценам кој тип на циста ја има
Инаку, во однос на лапароскопска хирургија и цистектоми, вадење на цисти, имам огромно искуство. Најмалото детенце кое што го имам оперирано имаше 2,5 години, потоа 4 години, па 6, 7 и така натаму. Имаме серија на лапароскопски третман на цисти кај дечиња во јувенилна возраст и кај мали предпубертални девојчиња. Треба да се направат дополнителни испитувања со кои што ќе исклучиме за каков тип на циста се работи, дали има некои функционални пореметувања во смисла на тоа да женското го доведа до предвремен пубертет и така натаму и така натаму. И да се вратиме кратко на миомите. Значи кажав, кај миомите исто така треба хирургија. Кој тип на миоми треба да се вадат? Има катов, значи граница, дискутабилни се они кои што се наоѓаат во мускулот на матката. До 4 сантими не се оперираат, на 4 сантими треба да се оперираат. Меѓутоа, многу интересно е тоа што ако кај жената имаме промени во шуплината на матката. Тогаш применуваме хистероскопија. Хистероскопија е ендоскопска метода со која што се влегува во шуплината на матката на видеоекран, исто како лапароскопијата, се гледаат промените и нема резови тука, преку грлото на матката се влегува и се вршат соодветни операции. Тоа е златен стандард. Кај нас применуваме офис хистероскопија и оперативна хистероскопија. Офис хистероскопијата е многу безбедна хистероскопија, многу ефтина метода, кошта само 7.000 денари и врз база на резултатите кои што досега статистиката ни покажала дека испитуваните жени кои што имале нормални наоди на ехо или на хистеросалпингографија, сме откриле интраутерина, значи во матката, патологија од 25%, тоа доволно ни зборува дека хистероскопијата рутински треба да се применува како метода во испитувањето на инфертилитетот, односно неплодноста кај жените. Значи, таа стана денес кај нас златен стандард, ако дури и офис хистероскопијата ја користиме и како интервентна хистероскопија кај одредени случаеви. Што ако во шуплината на матката најдеме полипи? Тие се честа патологија, застапени се негде од 15 до 20% кај жените. Испитувањата од наши искуства покажува дека после вадење на полипите со хистероскопија 30% од жените за наредните 3 месеци треба да останат трудни. Или ако се најдат миоми присутни кои што се во шуплината на матката, и тоа се викаат субмукозни миоми, после вадењето на миомите, дека половината за година дена од жените треба да останат трудни и дури процентот на мискеричечона абортуси се намалува. Значи, наравоучение, полипи, миоми во шуплината на матката треба да се вадат. Многу актуелни се сега преградите, значи или септуми, кои што можат да бидат мали или големи. Прашање, дали и тука репродуктивната хирургија си го нашла своето место? Да, треба септумите да се сечат. Нашите искуства покажале дека резултатите на инвитро оплодување се многу подобри кај жените кои што претходно направиле септопластика, односно сечење на септумите, тие прегради, резултатите се многу подобри, а и се намалува процентот на спонтани абортуси после такви интервенции. Има многу работи да кажам. Да, јас само сакам да ве прашам, сите овие хируршки третмани кои што ги правите, сигурно треба и поддршка за самите пациенти после тој третман пред да влезат во спонтани забременување или циклуси или со инвитро оплодување. Што им препорачувате после тие? Секако дека кај жената ако треба медикаментозна терапија, нешто во однос на треба да се подобрат кондициите кај жената или кај мажот и така натаму. Многу пати во прашање е намален имунолошки систем, кој што може да предизвикува најразноразни инфекции и заболувања со одредени реперкусии врз гениталниот орган. Јас секогаш на сите му го препорачувам Г132 како лек на избор, кај оние кои што се имунодефициентни, користејќи компонентата на антивоспалителна, антивиростатска компонента, значи лек кој што
ќе ни помогне во третманот, опорувањето на овие пациентки. И сигурно после тоа полесно оде изачнувањето и сето она што следува после оваа хирургија. Исто така и пред инвитро оплодувањето. Ви благодарам многу за гостувањето денеска. Знам дека уште многу остана да се каже, но ќе оставиме нешто и за следниот пат. Среќен пат до Битола и секое добро. Благодарам. Ви благодарам уште еднаш. Доктор Таше Трпчевски, кој што е субспецијалист за стерилитет и инфертилитет, беше денешен гостин во Фактор здравје, а она што сакам да ви го препорачам во однос на болницата Плодност од Битола, дека можете секојдневно да ги контактирате на 047 208 8880, како и да се консултирате или да закажете третман на plodnost.com.mk. И она што го спомена доктор Трпчевски во однос на G132 плюс натурал, јас само ќе дополнам дека достапен ви е овој најмоќен антиоксиданс во сите аптеки ни државава и цената за една 15-дневна терапија чини 1100 денари. Со овие информации ви благодарам на вниманието и ви посакувам пријатен ден и поздрав до утре.